Благодарам. За да не барам за секој закон посебно збор, заеднички ќе го кажам предлогот. Мислам дека почнува работата на овој парламентарен состав со една многу лоша пракса, а тоа е да се поднесуваат закони по скратена постапка. И ако имам разбирање за законите кои што се поврзани со решавање на корона кризата и за истите кои што се на дневен ред на оваа седница не барам да бидат повлечени, за сите останати закони кои што денес се предложени по скратена постапка, барам владата да ги повлече и барам да се повлечат од дневен ред и да се пуштат во редовна постапка. Ова е недозволиво, да ние не можеме да дискутираме за закони кои што се суштински, кои што се поврзани со задолжување или кои што се поврзани со состојбите, например, во армијата или кои што се закон за пензиско инвалидско осигурување, понатака за закони кои што ги уредуваат работните односи. Ова што претходно го зборуваше координаторот на пратеничката група Никола Мицевски за уредување на спор помеѓу држава и приватно предпријатие кое што трае најмалце 20 години наназад и сето ова да се турка на мала врата по скратена постапка во собранието е недозволиво, прво, и второ во услови кога владеачкото мнозинство има само еден пратеник плюс на хартија, а во пракса не може да обезбеди тука кворум и ние го обезбедуваме кворумот. Значи, ем го обезбедуваме кворумот, ем не ни давате основна можност да издискутираме и да ги презентираме нашите податоци. И да предупредам дека доколку продолжи оваа пракса, која што ја гледаме на оваа седница, од следната седница нема да не гледате тука. Односно, нема да бидеме тука се додека не се соберете самите кворум. Повторувам, ова не важи за законите кои што се поврзани со решавање на корона кризата. Сите сакаме тука да помогнеме и помагаме и сме конструктивни, но се надвор од тоа, изборна програма да си ја туркате тука преку скратени постапки е недозволиво. Обезбедете си кворум и туркајте по скратени постапки или дајте ни шанса да зборуваме овдека во пленарната сала, а начинот да зборуваме е законите да одат во редовна постапка. Благодарам.